Во продолжение на емисијата се посетуваме на нашиот претседател господинот Иванов и неговиот престој во Њујорк. Додека беше таму, одвои време за средба со новинарите кои го следаа неговото патување. Еве дел од тоа што им го кажа, конкретно за името. Тука од страна на Унијата ни беше укажано. Имате проблем, треба да го решите проблемот. Ние им велиме не. Имате вие членка на Унијата што има проблем. Ние немаме проблем, ние знаеме кои сме, ние знаеме што сме. И тука од Унијава ни викаат: ама дечки, Грција е членка на Унијата и баш ја гајле. Вие сте тие што барате членство, а ние нормално дека побрзо ќе се солидаризираме со земја членка отколку со земја кандидат за членство. И ние тука им враќаме: не, грешка сте дечки, ние немаме никаков проблем. Вие си имате проблем. Ако сакате членство во Македонската Унија, ќе треба да си го решите. И тие тука не загледаат така чудно. И еден го викна келнерот и го праша што не идел да пие. Јас стварно не знам зошто направи така, ама друго прашање? Сега велите дека Македонија нема проблем, дека Европската Унија има проблем со тоа што не, членка на Унијата. Да. Да бидеме појасни. Да бидеме докрај поштени, ние имаме проблем. Трпиме ние ради проблемот што го има една членка на Унијата со нас. Мислам да бидеме попрецизни. А може да бидеме најпрецизни и најасни на цел свет и на сите светови? Може? Супер. Значи, муаветов е, ние немаме проблем, туку Грција има проблем. Сега, поради тоа што Грција има проблем со нас, ние трпиме и не можеме да влеземе во Европската Унија и во НАТО. Ама тоа е трпење, тоа не е проблем. Значи, уште еднаш, Грција која е членка на Европската Унија и на НАТО има проблем, а ние кои поради тој проблем не можеме да влеземе во Европската Унија и во НАТО, немаме никаков проблем. Ви звучи малку шашаво? Ако да, питно функционира. За крај на денешно издание ќе се посетиме на некои изјави кои се разбира се чисти глупости кои се користат само за собирање политички поени. И самите знаете, нашата ни прекрасна влада го осмисли и го реализира грандиозниот проект Скопје 2014. Уште од првиот момент од СДСМ почнаа да обвинуваат и замислете, уште не престанале. Велат многу пари се давале, може да се искористат за попродуктивни работи. Еве, слушнете дел од нивните жалби. Црвенковски обвини владата за лошата состојба во текстилството и праша зашто текстилците не добија државни субвенции за излез од кризата како што побараа лани. Владата тоа барање го одби со образложение дека пари во буџетот за таква работа нема. Во исто време, во јавниот сектор се вработија нови 30.000 луѓе. И на крајот владата промовира и веќе почна да реализира проект Скопје 2014 што ќе чини 200 милиони евра. Со 200 милиони евра може да му се помогне на секој град во државата, на секоја рурална средина, секаде нешто да се направи, да се одговори соодветно на реалните потреби на граѓаните. Наместо тоа, локалните власти само ја остваруваат фараонската идеја на владата, која не само што е луда и целосно забегана, туку тежи 200 милиони евра само за Скопје, односно само за центарот на Скопје. Во 2010 година да живеете во Скопје, а да пиете вода од канистери од буриња е и срамота, е и греота. Бидејќи постојано им одговарале дека нема доволно пари, еве јас им давам јавен предлог, нека се откажат од еден од лавовите од проектот Скопје 2014, средно неризик ќе добие вода. Бла. Лавовите за водовод, триумфалната капија за канализација, ги знаеме тие ваши приказни. Да изградете нешто, не туку се жалете. Убаво им викаат од ВМРО, ние барем градиме нешто што ќе остане, некој вас само да крадеме. Јас ви гарантирам, мора ако треба и ќе подпишам со двете раце дека ВМРО никогаш не би обвинувале на ваков начин доколку некој од СДСМ се реши да гради плоштад, споменик или што и да е такво. Плавата во Струмица денеска доби и политичка боја. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН ја обвини локалната власт дека не се грижи доволно за проблемите на граѓаните. Покрај изградбата на плоштад и поплочување со бекатон плочки на Струмица, потребни се инвестиции што можеби не се толку фасцинантни, но ќе значат трајно решение за граѓаните од ниските делови на градот. И шо сега? Да не сакате да си ги повлечам подписите и гаранциите? Па нормално дека нема. Гаранцијата не важи за вонредни услови, а поплавата е дефинитивно вонреден услов. Еве, утре и во Скопје нека има поплава, па СДСМ ќе може да критикува за Скопје 2014 колку што им душа сака. Вака не е интересно.
А доколку вас, почитувани гледачи, ви беше интересно денешното издание, следете репризата веднаш по вечерните вести некаде во 23:30. Доколку пак моментално ја следите репризата, одете на YouTube на адресата youtube.com/Јофена рапорт. Таму ќе можете да гледате емисијава колку сакате. Сега, ако пак ова го гледате на YouTube, имате одесно и други изданија. Уживајте во нив повеќе од 3 часа квалитетна ТВ програма. На телевизија се гледаме следната недела. Чао!